Специјални церемонии, комеморативна монета и поштенска марка и највисока цивилна почест во Пакистан за кинескиот вице-премиер во посета на земјата, додека двете сили слават една деценија од кинеско-пакистанскиот економски коридор или СИПЕК, дел од иницијативата на Пекинг појас и пат. Мислам дека има голем напредок. Пример за заедничка доверба и развој. Двете влади велат дека Кина досега инвестирала близу 25 милиарди долари во проектот, започнат во 2013 година, за да ја заживее пакистанската економија и да создаде нов пазар за кинеските компании. Во тоа време имавме многу тероризам. Имаше многу превирања, Пакистан не се сметаше за едно од најдобрите места за инвестирање. Кина ја врати довербата во Пакистан. Пакистанската влада вели дека проектот досега отворил 200.000 работни места, изградил повеќе од 1400 километри на патишта и обезбедил 8.000 мегавати електрична енергија во националната мрежа. Во изминатите 18 месеци, преку југозападното пристаниште Гвадар во земјата, биле истоварени 600.000 тони намирници, но наблюдувачите велат дека тоа не ја заживеало пакистанската економија и сега Исламабад му должи речиси 1/3 од својот огромен надворешен долг на Пекинг. За голем дел од таа инфраструктура беше платена прилично висока цена. Голем дел од тие задолжувања беа во суштина во долари, прилично повисоки од пазарните услови. Поради тоа, Пакистан продолжува да плаќа значителна сума долари за исплаќање на кинескиот долг. Но економистот Амар Хабиб Кан, како и многу други во Пакистан, ја отфрлаат идејата за кинески должнички проблем. Наместо тоа, тој го обвинува Исламабад за лошо управување со ресурсите. Пекинг исто така ги негира обвинувањата од Вашингтон дека ги заробува земјите во долгови под плаштот на инвестиции. Мустафа Хаед Саед од Кинеско-пакистанскиот институт вели дека Пакистан има право на глас во проектите преку заедничкиот комитет за координација, кој вклучува и кинески и пакистански представници. Перцепцијата за Кина дека доаѓа со предаторско финансирање и слабење на земјата домакин за стекнување политичко влијание е неоснована. Кан вели дека Пакистан избрал развој наместо долг. Изборот беше едноставен. Дали да има електрана или да има 12 до 15 часа исклучување на напојувањето со електрична енергија. СИПЕК му обезбеди на Пакистан основа за инфраструктурата неопходна за индустрискиот раст. Во меѓувреме, западните земји не беа во можност да го обезбедат истото во последните многу години. Извештај од 2021 година на американската истражувачка лабораторија AidData покажа дека Кина троши над 8 пати повеќе во Пакистан отколку што трошат САД. Кинеските заеми се насочени кон тешката инфраструктура, додека САД трошат повеќе за управување и социјални услуги според извештајот. Експертите велат дека за да го намали товарот на долгот од заедничките проекти со Кина, Пакистан мора ефикасно да ја користи енергијата и инфраструктурата што ги стекна преку мега проектот и да го зајакне своето домашно производство и извоз.